Крстосницата во Сењак ќе остане крстосница, но ќе се реконструира и ќе добие семафорско решение за регулирање на сообраќајот. Општината се откажа од идејата за кружен тек во сообраќајот поради нагибот. Новото идено решение за решавање на проблемот со сообраќајниот хаос во овој дел на градот, кое треба да ја зголеми безбедноста, доаѓа по проценките на градежниците и сообраќајните експерти. Таму е неизводливо да се изгради кружен тек поради нагибот на улиците. И таму сообраќајните инженери предвидуваат новото решение да биде со семафори, но таа раскрсница целосно да се реконструира, да се отвори за да може да биде и попрегледна и подобра за движење на возилата. Градоначалникот на општината Благој Бочварски вели дека реализацијата на овој проект ќе почека за до година. Во текот на наредната година е една од идеите која што треба да се реализира, бидејќи наста во Сењак станува доста фреквентна и таму мора да се регулира сообраќајот на соодветен начин. И токму затоа наредната година најавувам дека ќе можеме да преминеме во реализација и на таа раскрсница. 3 поголеми крстосници во Штип станаа кружни крстосници на влезот во градот кај железничка крстосниците Дуиле Базалти во центарот кај Стопанска банка. Анализите покажаа поголем проток на возила и намалување на бројот на сообраќајни незгоди. Во постапка и пренамена во кружен тек и крстосницата на булеварот Гоце Делчев кај поранешна Алумина. Крстосницата во населбата Сењак ќе биде единствена во градот со светлосно сообраќајна сигнализација. Во Штип семафорско решение имаа крстосниците Дуиле и кај градската црква. Дуиле стара кружна крстосница, а семафорите на крстосницата кај црквата не функционираат. Сообраќајот се регулира со сообраќајни знаци. Ваквото сообраќајно решение, како што се планира и за крстосницата Сењак, ќе значи и дополнителен трошок на општината за одржување на семафорите.